Здраво на сите, драги студенти, почитувана ректорка Билјана Ангелова, почитуван раководител на Центарот за кариера, професор Јасмина Тоник-Рибарска, почитувани декани, професори и наши драги поддржувачи. Јас ќе бидам многу краток, од срце ви се заблагодарувам за огромното присуство на овој настан. Многу ми е драго што одлучивте да одвоите време од вашиот живот, да се посветите да научите нешто ново, да се вмрежите со доста луѓе, да запознаете можеби поддржувачи, кои што утре ќе бидат вашето секојдневие и ваши кариерни партнери. Посакувам да уживате во панел дискусиите и потоа да уживаме во целиот викенд. Се гледаме. Ти благодарам, Александар. Понатаму ја повикувам ректорката на УКЕМ, професор доктор Билјана Ангелова, да се обрати на студентите. Почитуван председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, Александар Николовски, драги студенти, почитувани колеги, почитувани панелисти, дами и господа. Имам особена чест и пријатно задоволство и морам да кажем најпријатна должност да бидам овде меѓу нашите студенти и да се обратам на оваа голема студентска конференција, можеби единствена во последниве неколку десетина години. И посебно сакам да ја поздравам иницијативата на Универзитетското студентско собрание на УКИМ за организација на оваа студентска конференција. Ова е интердисциплинарна студентска конференција. Конференција на која што ќе се отворат различни теми, панел дискусии, кои што имаат значаен придонес за вашиот и нашиот општествен, социјален, економски живот. Големо е задоволството што можам овдека да видам млади луѓе, да го почувствувам ентузијазмот, енергијата, страста со која што влегувате во сите овие ваши процеси и активности. Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје е најголемиот и најстар универзитет во земјава. Тој е институција, знаење, идеи, вистина, безбеден простор. Универзитетот го чинат луѓето и нивната колективна интелигенција. И затоа универзитетот е разумот на ова општество. Наша задача е да се заложиме за развој на највисоки професионални компетенции и поголема вработливост на нашите студенти. Ние сме отворен универзитет за отворено општество. Универзитетот им помага на своите студенти полесно да зачекорат од факултетските училници и лаборатории во работниот свет и во реалниот простор. Една од нашите основни цели е студентите да бидат посигурни и подготвени во нивниот кариерен развој преку образовни можности и ресурси, што ќе го подобрат нивното разбирање за истражување, планирање, подготовка и развој на нивната кариера. Улогата на универзитетите во развиените општества е да создаваат стручњаци за новото време, за новонастанатите потреби на пазарот на трудот, да се вмрежуваат и да вршат дисеминација и трансфер на знаење кон студентите и кон општествената заедница воопшто. Студентите секогаш ќе бидат смислата на нашето постоење. Тие ни се на прво место. Работата со студентите, слушањето на нивните проблеми, приоритети и идеи е посебно важна задача за нас. Учувањето на студентите во сите активности на универзитетот продолжува да биде наша определба и во иднина. Мисијата на универзитетот е да обезбеди не само врвно образование и исклучителни знаења, туку и највисоки компетенции за своите студенти и да ги подготви за пазарот на трудот. Наставата и квалитетот на наставата секогаш биле и ќе останат sine qua non, преку кој придонесуваме за нашиот и ваш интелектуален и професионален развој. Но нашата наставничка дејност не завршува тука. Денес, повеќе од било кога, мораме да го употребиме нашиот авторитет и во услови на големи предизвици пред кои што сме исправени сите ние, да ви го покажеме правиот пат. Да ја потикнуваме вашата инклинација кон знаење, стремежот кон континуирано учење и надградба
и да ви докажеме дека знаењето е сила и моќ. УКИМ промовира интелектуална средина, во која се ценат и почитуваат пред се вистинските вредности, средина во која се почитуваат и прифаќаат разликите меѓу луѓето, посветеноста на знаење и развојот на човечки вредности. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како најголем, најдобар, најстар универзитет во земјава, постојано ги координира своите активности во соработка со студентите, земајќи ги предвид нивните потреби, со цел зголемување на квалитетот на наставата и останува доследен во остварување на својата долгогодишна мисија преку континуиран придонес во развојот на високото образование на домашната и меѓународната академска сцена. Системот на образование е динамичен и овозможува мобилност на студентите и на наставниот кадар, поголема присутност на наставата која се изведува на светските јазици и постојано осовременување на наставните и предметните програми во согласност со потребите на пазарот на трудот. УКИМ, заедно со своите студенти, се развива следејќи ги новите развојни текови на високото образование во европскиот простор и пошироко, унапредувајќи ги наставните програми во правец на создавање на високообразовни кадри во сите домени во согласност со највисоките меѓународни стандарди. Оваа конференција опфаќа широки и актуелни области на истражување и нејзина цел е размена на идеи, знаење и искуства помеѓу студентите, професорите, представниците на реномирани компании и нивно мрежување, со што би се направил чекор напред кон решавање на дилеми со кои се соочува нашето општество, како и потикнување на мотивацијата, креативноста и ангажирање на студентите во процесот на учење и стекнување на компетенции кои што им се неопходни за вработување. Академското знаење представува основа на сите ваши клучни компетенции, оние кои ги бара пазарот на трудот, но денес тоа не е доволно. Рамнотежата меѓу академското знаење и практичното ноу-хау, како и намеките вештини, мора да биде специфично за секоја образовна програма, зависно од научното поле, од таргетираните компетенции, од таргетираните работни места, од социоекономското окружување и така натаму. Ориентацијата кон вработливост веќе представува еден од клучните фактори за диференцијација на квалитетот во високото образование. Затоа, за вас го формиравме Центарот за кариера, кој има за цел да ги поддржи студентите во креирање на нивната професионална иднина. Мисијата на овој центар е да им помогне на студентите во креирање на кариерните цели, да создаде можности за практиканство, да ги поддржи студентите во процесот на подготовка за пронаоѓање на работа, да ги подобрува нивните компетенции, вештините за вмрежување и да направи линк меѓу факултетот и компаниите кои што имаат потреба за вработување. Центарот за кариера на УКИМ, како и соодветните центри за кариера при факултетите на нашиот универзитет, во состав на универзитетот, представуваат својвиден мост помеѓу студентите и бизнис заедницата, трудејќи се да им се обезбеди на студентите кариерен развој, адекватен на нивното образование. Основната мисија на секој универзитет е пред се да создаде луѓе, професионалци и интелектуалци, кои по завршувањето на високото образование ќе можат подеднакво да се вклучат во социјалниот и економскиот живот и значително да придонесат за развојот на заедницата. Бројот на студенти кои што го избираат Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје за формување на своето образование, како и за континуирано подобрување на условите за студирање и работа, покажува дека имаме поставено вистински стратешки цели во високото образование и дека сме на добар пат преку соработка со приватниот и со јавниот сектор да продолжиме во постојаната размена на знаење и искуства што придонесува кон подигнување на нивото на севкупниот општествен развој. За да ја задржи својата лидерска позиција, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и понатаму ќе ги поставува највисоките стандарди во високото образование, кои во себе инкорпорираат не само високи стандарди за стекнување на стручни знаења и компетенции, туку и пренос на други трансверзални вештини и знаења, кои ги бара новото време, како што се користењето на дигитални алатки, на нумерички вештини, софтверски вештини и слично. Ние ги вложуваме сите наши напори и педагошки вештини за да влијаеме на потикнување и унапредување не само на вашиот интелектуален, туку и на вашиот личен развој, затоа што само така можеме да му служиме на општеството во целина. Образованието е наша иднина, студентите се неговата најзначајна карика и тие со своите неверојатни способности и со својот голем потенцијал го имаат клучот кон иднината. Благодарам. Ви благодарам, ректорке, за обраќањето.
Понатаму би сакала да ја повикам Јасмина Тоник-Рибарска, раководител на Центар за кариера науки, да се обрати на студентите. Почитувана ректорке, почитувани професори, колеги, гости, почитувани драги студенти. Ми представува особена чест и големо задоволство што имам можност да ви собратам денес на оваа прва од ваков тип интердисциплинарна студентска конференција организирана од студентите за студентите. Дозволете ми во името на Центарот за кариера при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и секако во мое лично име како негов раководител да ја поздравам иницијативноста, проактивноста, енергијата и жарот со кој што вие студентите во изминатиот период пристапувате кон реализација и учество на сите активности кои што водат кон ваш професионален и личен развој и секако кариерен развој. Сето ова оди во прилог и на мисијата на Центарот за кариера, а тоа е да ги охрабриме и оспособиме нашите студенти да го развиваат нивниот целосен потенцијал и да се движат кон нивниот личен успех во кариери кои ќе имаат исклучителни достигнувања и трајно влијание на општото добро. Развиените системи за поддршка на кариерниот развој на студентите се императив во високото образование во светот. Добро изградени системи за кариерна поддршка обезбедуваат силна поврзаност на академското знаење со светот на работата. Постојана ориентација кон иднината представуваат мерило за квалитет на студентското искуство и даваат вредност дополнителна на статусот и позицијата на универзитетите во поширокото опкружување. Услугите за кариерна поддршка, интегрирани во образованието, се клучни за да на младите им се понуди објективен поглед на различните можности за работа, охрабрувајќи ги проактивно да градат исполнувачки кариери во се побрзо менливиот свет на работата. Системот за кариерна поддршка на нашиот универзитет е во почетната фаза на нивниот развој, меѓутоа нашите напори се насочени кон достигнување на светски стандард во испорачување на овој исклучително важен сервис за нашите студенти. Потикнувањето на интересот на студентите при планирање и насочување на нивната кариера, ставање фокус на практиканството, поголем акцент на активно и искуствено учење и секако поставување на студентот во центарот на наставата се клучни елементи што ги потикнуваат мотивацијата, креативноста, самоанализата и ангажирањето во процесот на учење и на стекнување вештини и компетенции за вработливост, што всушност е и водилка во работењето на Центарот за кариера науки. Нашата цел е да на нашите студенти им обезбедиме кариерен развој кој што е адекватен на нивното образование. Преку продлабочување и проширување на соработката со работодавачите и другите засегнати страни од пошироката заедница, ќе се зајакне и видливоста и важноста на УКИМ како најбитен генератор на интелигенцијата и квалитетна работна сила во нашето општество. Ви посакувам, драги студенти, пред се убава дружба во текот на оваа конференција, голем број моменти за паметење, вмрежување, соработка и стекнување на нови и градење на веќе постоечките вештини и компетенции. Ви посакувам успешна работа. Ви благодарам. Благодарам, Јасмина. Сега би сакала да ја повикам Кристина Спировска, директор за човечки ресурси во Халк банка и нивен представник, да ни каже неколку зборови. Добар ден и од мене. Почитувана ректорка на УКИМ, почитувани професори, представници на
компаниите, панелисти, почитувани организатори на оваа прекрасна конференција од Студентското собрание науки. И за крај, како јаготка на шлагот и причината зашто сме всушност сите ние тука, почитувани студенти. Ми представува особено задоволство што сум тука присутна, дел од овој инспиративен настан. И морам да истакнам дека имав прилика во текот на вчерашниот ден да забележам дека капацитетот, потенцијалот кој што оваа генерација го поседува е на навистина едно високо ниво. И навистина вреди да инвестираме многу повеќе, за да може да имаат уште повисоки достигнувања. Говоревме за развојот на вештините, меѓутоа говоревме за многу други теми. Се надевам дека излеговте со еден аха момент и стекнати повеќе знаење, поголеми искуства за вас. Меѓу вас седат нашите идни лидери, нашите идни менаџери, нашите идни професионалци и експерти, банкари, судии, предприемачи. И затоа од особена важност за нас е инвестирањето во вашите знаења и во вашите вештини, со цел достигнување на уште поголеми можности за ваш развој. Халкбанк е препознатлива и досега сериозно докажана како континуиран поддржувач во општеството. Така и со поддршката на оваа конференција продолжуваме со нашата мисија. Оваа генерација навистина знае што сака и затоа сме тука, за да можеме да го оствариме тоа. Ви посакувам уште еден плоден ден, во кој ќе успеете да стекнете повеќе знаења, искористувајќи го искуството од практиката од денешните експерти, панелисти и особено она што ќе го добиете како дополнително искуство и во понатамошниот живот особено ќе ви значи вашето одмрежување. Ви посакувам уште еден убав ден. Ви благодариме, Кристина, на инспиративните зборови. Во продолжение го повикувам Марко Ѓоргиевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилности, да се обрати кон присутните. Добар ден и од мене. Почитуван председател на Студентското собрание на ПРИУКИМ, почитувана ректорка, почитувани професори, почитувани декани, почитувани студенти. Денес мене ми е драго кој на сите да бидеме дел од оваа изворна иницијатива на Универзитетското студентско собрание, каде што може на едно место да собере волкав број на студенти. Од друга страна, и ми е драго што во изминатиот период заедно и со Универзитетското студентско собрание, меѓутоа и заедно со УКИМ градиме капацитети не само на УКИМ, туку и на образовниот систем во нашата држава. Подржуваме проекти и заеднички можеме да чекориме напред. Она што јас сакам денеска да го споделам овдека со вас на кратко е тоа дека денес во ова современо општество, каде што знаењето ги надминува границите, студентите се символ за единство, различност и искуство. Студентите кои се дел од Еразмус Плюс програмата се огледало на меѓународна соработка, рушејќи ги бариерите и предрасудите. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги препознава безбројните можности што произлегуваат од меѓународните и интеркултурните интеракции. Во изминатиот период реализиравме низа активности заедно со студентите, каде што изнаоѓавме начини како преку дигитализацијата ќе можеме да ги подобриме условите не само во образованието, туку и во нашето општество. Неопходно е да се заложиме за меѓусобна поддршка во академските достигнувања, поттикнувајќи позитивна образовна атмосфера. Треба постојано да размислуваме како образованието е еден од клучните столбови во општеството. Треба заедно сите релевантни институции,
заедно да продолжиме да чекориме во патот на создавање на уште посилни врски, успешни приказни и свет каде што студентите се синоним за извореност и неограничени можности. За да завршам, сакам да ме потсетам дека како национална агенција сме овде да ве поддржиме и да ви помогнеме во сите сфери на вашето образование, дали е тоа формално или неформално. Не ги пропуштете можностите што ви се нудат, бидете амбициозни и претворете ги во реалност сите ваши образовни соништа. Ви благодарам. Благодарам, Марко, и како сумација на поздравните обраќања го повикувам заменик градоначалникот на општина Охрид, Пирчо Божиновски, да се обрати на студентите. Почитувана ректорке на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитувани професори, почитувани студенти, почитувани присутни, ценети организатори од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, навистина е огромно задоволството да се биде домаќин на дводневната студентска конференција, на кој што главната улога ја имаат студентите, движечката сила на општеството. Овој интердисциплинарен настап е наменет за вмрежување на учесниците, откривање нови можности, соработка и знаење. Конференцијата е потсетување дека професорите, семејството, креаторите на политики на национално и локално ниво треба да го направат максимумот за да овозможат оваа младешка енергија да се канализира, да се насочува и да се искористи на најдобар можен начин за општо добро на студентите, на локалната средина, меѓутоа и централната, и во крајна инстанца за доброто на Македонија воопшто. Од фокусот на вниманието никогаш не смее да исчезнат студентските барања, секако доколку се за општ развој и за доброто на сите. Вие, драги студенти, сте главни креатори и чинители на општествените промени. Ако вие верувате дека можете да ја направите промената што ќе ја посакате, тоа и ќе се случи. Од секогаш вие сте биле најважната алка во општеството кое останува на вас. Секој студентски протест, митинг, движење оставал белег и се вмрежувал во општествениот систем. За растот на секоја држава, вклучително и нашата Македонија, неопходно луѓето е да бидат заинтересирани, да бидат информирани и да бидат активни во врска со општествените прашања. Студентите се особено важна група која може да биде клучен елемент на општествените промени. Затоа и настани од ваков тип секогаш ќе бидат поддржувани од наша страна. Драги мои, ви посакувам успешен работен ден на вашиот собир. Донесете заклучоци кои ќе обезбедат долгорочен напредок на студентската заедница и општеството воопшто. Слободното време искористете го за прошетка низ убавините на нашиот Охрид. Нурнете во неговото минато, прошетајте низ царска Македонија, посетувајќи ги Самуиловите тврдини, па потоа слезете на античкиот театар или вратете се во уште подамнешно време, посетувајќи ја на колната населба кај градиште. Секако, посетете барем дел од бројните цркви и манастири кои ги има речиси на секој агол во старото градско јадро. Дишете чист воздух крај Езерскиот брег, а во вечерните часови посетете некој од бројните локали долж ривиерата. Секако, со убави поводи, здрави и живи, да се видиме многу наскоро. Ви благодарам.